Влијанието на дигиталниот свет врз психолошкиот развој на децата. Радмила вели едно од моите омилени теми, веројатно бидејќи и тековно се соочува можеби со предизвиците, меѓутоа таа работи всушност на ова проблематика, така што еве соодветен вовет и најава за оние кои што сега не се вклучувате на Телма, чисто да ве воведеме всушност во самата тема, а потоа со Радмила и со Бојан ќе ги поставиме прашањата и се надам дека ќе ги добиеме соодветните одговори како и секој пат. Можеби она што вам во моментот нешто ви пречи и сакате да прашате, па ние со Ивана ќе бидеме медијаторот на истото. Дигиталниот свет неизбежен дел од сушност од современото детство, од образование до игра, од пријателства до креативност. Децата растат обкружени со екраните, но колку овој дигитален универзум, нивен личен, влие врз нивниот и психолошки и емотивен развој. Истражувањата покажуваат дека интернетот може да биде некој пат и потик и пречка. Од една страна нуди можност за учење и поврзување, од друга страна пак носи ризици од сите психолошки девијации, како анксиозност, нарушен сон, зависност, па дури и пат на самодовербата поради споредување со идеализирани слики и животи кои што ги гледаме постојано на социјалните мрежи. Клучните согледувања би биле дека квалитетот на содржината е многу поважен некој пат од време траењето и околу 10% од тинеџерите имаат знаци на зависност, тешкоти да се исклучат, нарушен сон и занемарување на оние реални активности и обврски. Децата кои што поминуваат повеќе од 3 часа дневно пред екран почесто имаат проблеми со концентрација и спиење, а пропо темата вчера и можеби која што имавме со одличната Сања Ѓоргева, која што е експерт за спиење, која што го посочи всушност токму ескепизмот кој што е неопходен да го направат децата, кај помалите прекумерна употреба може да го забави говорниот и развој и одговорноста започнува од дома. Родителите треба да воведат и своји рутини, време без екрани, заедничко гледање можеби на содржини, разговори за безбедност и граници и примерот на возрастните ќе биде веројатно најсилната порека која што ќе биде упатена до најмладите. Тема која што си ја сака Радмила, а ние чекаме да разговараме наистина. Да, ние споменавме подточки или подтеми кои што во текот на разговорот ќе ги начнеме во однос на тој однос родител-дете, но да не должиме премногу на почеток, како што веќе неколку пати споменавме, Радмила Живановиќ, психолог, психотерапевт, наша денешна гостинка, познати на нашите гледачи на Утринска на Телма со безброј теми и во минатото, достапни секогаш да се потсетиме на истите, но секогаш одново и одново треба да се зборува со оглед на трендот негативен кој што го имаме и во светски рамки, но ако зборуваме за на наши простори, некогаш се превземаат или се пратат тие трендови, некогаш за среќа не, но добро е да зборуваме за тоа како и на кој начин функционираат родителите и децата во дигиталниот свет. Одговорноста пред се на родителите. Добро утро, Радмила. Добро дојдовте. Добро утро. Заедничката Утринска на Телма. Да, добро утро, добро ве најдов. Мислам дека вие сте супер спремни водители, добро сте истражиле темата. Јас оваа тема некако порано повеќе става внимание на истата, а како што рече и Марко, денес повеќе ја живеам со децава по дома и со сите информации, нели, кои што и нас како родители, но и како професионалци малку не преплавуваат, затоа што ние не сме исклучени од тој дигитален свет, сме вклучени, но еден на еден поинаков начин, со некоја поинаква перспектива, од едно поинакво време, нели, ние сме различни генерации, нели, затоа и сега се повеќе нели, се среќаваме со поделба на генерациите според тоа како ја прифаќаат нели, технологијата, што прават, како ја користат истата технологија, така да не можеме да занемариме еден таков дел дека ние како категорија на возрастни со нашите деца припаѓаме на два различни света кои што сега треба да се спојат на некое место, да се разберат и да искомуницираат. Доаѓајќи навака, размислував како би го опишала онлайн светот и она што во последно време некако повеќе го размислувам е дека нели, тоа го знаете ставот и ти го сподели, Марче, дека технологијата е као неутрална, иако не се согласувам, затоа што достапноста доаѓа од многу познатите центри на моќ, така да не знам колку е неутрална, колку е слободна, тоа е знак прашање. Значи, може ли некој пат тенденциозна во намерите? Да, тенденциозна, сепак е платформа на која што се следат нашите навики, потреби и се продаваат одредени продукти со цел да на некој начин не маркетираат. И на крајот некако ја апострофираме економијата и монетизацијата. Така е. Значи, интернетот доаѓа во време кога капитализмот и
нели сите тие профит-ориентед стратегии на општествата стануваат многу доминантни. Не сакам да исклучам системската рамка, времето во кое што живееме и целата одговорност да ја свртам кон родителите. Јас сакам и на вашите гледачи да го кажам тоа и на себе си како родител дека ние правиме најмногу што можеме, нели, за да едноставно не го изгубиме контактот со нашите деца. Сега онлайн светот понекогаш знае да биде и огледало или глас на нашиот потиснат свет. Порано се мислело дека се разликуваат, не се допираат, но јас повеќе го гледам како нешто што не нашло начин да се изрази во реалниот свет, наоѓа простор и начин да се изрази во дигиталниот свет. Така овие два света се доста поврзани и она што коегзистираат заедно. Коегзистираат, она што се случува во онлайн светот, ние можеме многу многу често го поврземе со она што се случува во реалниот свет и заради тоа, нели, ни е многу битно како родители да знаеме што му се случува на детето во онлайн светот. Например, не да го следиме манијачно и обсесивно, туку едноставно да знаеме, да разговараме и да видиме што е она што го привлекува. Значи, што го привлекува, што најчесто сака да следи, како содржина, колку е активно, на кој начин ги гради мрежите, контактите со другите, колку проверува, што смета дека е говор на омраза, нели, пошто нешто за нас е говор на омраза, додека за нив како генерација тоа е некако другаче нормализирано. Веројатно може да ги расудуваат работите исто. Така, и сега ние ако влеземе во целата таа дискусија, јас знам, а и самите сме многу дисрегулирани во однос на користењето на социјалните медиуми. Тоа е децата не го кажуваат. Они приметуваат кога ние сме исто така премногу зависни. Така да не можам јас да зборувам од една позиција на автократски родител кој што, нели, точно знае што треба да направи, има рецептурата, има програмата за тоа, туку повеќе сакам да пак да ги свртам и вашите гледачи и нас како родители, што е целта на нашиот однос со децата, што сакаме ние да постигнеме во тој однос, нели, дали сакаме да се доближиме, дали сакаме да имаме некаква релација или воопшто не сакаме да имаме никаква релација, тоа ни представува преголема тежина, обврска која што немаме капацитет и сила да ја реализираме. Во денешно време предизвик секој родител ќе каже дека е да најде таа средина, сепак да го прилагоди, односно да му го пружи на своето дете без разлика на возраста, она кое што го има во денешницата или кое што е потребно и за своите врсници, нели живее во дигитално време и не можеме да го отсечеме од ниту од онлайн, ниту од мрежи, социјални и така натака. Од друга страна пак да го контролира она кое што го прави и начинот на кој што, нели, ги пребарува или прегледува тие содржини. Тоа е еден навистина тежок баланс во смисла на тоа да треба да го одржиме. Пак од друга страна имаме примери на родители кои што ако кажеме дека на некој начин преку онлайн светот, како што спомена Радмила, ги прикажуваат, да речеме, тие некои можеби желби кои што ги имале преку различни видеа и постирања, тука ги вклучуваат и своите деца. И сега свесни или несвесни за ризикот на кој што можеби ги изложуваат, особено кога зборуваме за малолетни деца или неколку годинки дечиња. Повеќе ќе речам за среќа тоа го гледаме како светски тренд или повеќе ги гледаме тие видеа од светот, но ги имаме и кај нас. И сега од еден психолошки аспект, колку тоа и на кој начин треба да биде, што е она кое што би требало да се советуваат родителите кои можеби од своји добри намери сепак пак несвесно ги прават овие или видеа и пак ќе кажам, поентата не е да бидеме критични. За секој родител најдобро го познава своето дете и секој знае што му е потребно во даден момент, но мислам дека тука многу улога играат и државната регулатива, нели, за тоа кои содржини како треба да бидат дистрибуирани и што треба да биде дозволено. Родителите сами не можат да го регулираат до тој степен. Знаеш, ние сме родител секој сам за себе и сега која сум јас да кажам како треба да стојат работите во еден дом, но генерално некои ограничувања возрастни, знаејќи ги развојните потреби, како и капацитетот за согласност, кој што го нема кај малите деца, нели, малите деца се многу лојални на она што родителот го носи. Не знам колку преиспитувам, не сум сигурна колку кога ќе се согласи едно мало дете за нешто, дека уствари тоа е стварно согласно затоа што сака или затоа што мама или тато барале тоа од
колку од родителите се свесни дека тие содржини остануваат таму и дека евентуално детето која ќе има своји права на приватност и на доверливост, колку од тие информации ќе циркулираат во онлайн просторот, колку размислуваат како тоа ќе им влијае понатаму во развојот и во животот. И тие се многу битни прашања кои што можеби кога сме родители на помали деца не толку многу ги размислуваме. Таа изложеност не толку сакајки да ги изложиме, туку повеќе не толку предпазлива изложеност на некои содржини кои што понекогаш се граничат и со преголема изложеност на нивните телесни тела, физички изглед, локациски, приватно споделување на информации кои што на пример никако не ги заштитува децата. Јас знам многу пати и посебно во социјалните мрежи дискусиите се одат во насока во кој што ти после не можеш сноубол ефект, не можеш да ги регулираш понатаму. Ти даваш ситуација, даваш информација за своето дете дека му се случило нешто, на пример, го изложуваш понекогаш и премногу на некакви непотребни, ајде да кажам, критики и потоа не знаеш, ја фрлаш топката и потоа не знаеш каде ќе оди, каде ќе те носи разговорот. Готово губиш контрола како родител, колку и да си сакал да го донесеш тој проблем и тоа прашање на ниво на некоја јавна дискусија. Треба многу да се внимава, дали сме спремни како родители да ја водиме таа дискусија со другите, пошто не е само постирај го муабетот и потоа крени раце. Не, туку треба да го водиш тој муабет во насока. Да бидеш подкрепен како родител со разни содржини. И ти да си самиот сигурен, така е, да си сигурен. И темата на која што се постира и тоа да биде пред се едукативна содржина, нешто кое што и за кое што се зборува или и ние сме зборувале. Убаво кажа Ивана за ова дека некој пат постои дискрепанција, она што го прави родителот, а и дело од друга страна. Мешто две острици. Некој пат сакаме да ги ограничиме нивните излегување на тие социјални мрежи, алатки и така натаму. Од друга страна, например, некој пат и родителот ќе не поттикне заеднички да го гледаме тоа така натаму и денес знаете и самите дека публиката многу е влезена во нашите домови. Така да во нашата приватност. Практично секој дом е наше мало студио веќе, претворено во наше мало студио. Марце, знам дека имаш прашање, само тука можеме да го вклучиме Бојан, бидејќи ми кажа Реджија дека веќе го имаме Бојан Кордалов кој го најавивме и ќе биде дел од нашата утринска тема, но онлайн бидејќи Бојан е во Брисел, како комуниколог одлични, мислам дека одговори ќе добиеме во контекст на денешната тема, па добро да го поздравиме. Добро утро, Бојан. Добро утро. Добро утро, благодарам многу за можноста, се надевам дека добро ме гледате и ме слушате. Одлично те слушаме и стекни сме што е тоа така. Сакавме да биде како што треба за да може да се поврземе на овој начин. Ти благодариме, Бојан, што ете и оттаму и покрај врските за утринска на Телма секогаш одвојуваш време и за овие теми кои што ги реализираме и она кое што досега го имавме како разговор или прашање кон Радмила, верувам дека го слушаше во контекст на тоа како во дигиталниот свет се менува таа семена динамика или како токму дигиталниот свет ја менува семејната динамика и односот родител дете, еве како почетно во овој дел со тебе. Би кажал дека денес имаме веќе нов предизвик, тоа е вештачката интелигенција. За жал, многу битно да разговараме за социјалните медиуми, меѓутоа пропуштивме многу шанси тие што сакавме да ги промениме работите во изминатите 15 години. Денеска ситуацијата оди многу подалеку. А тоа е колкаво е влијанието на вештачката интелигенција и врз односот родител-дете, меѓутоа и врз целокупниот начин на живот. Баш вчера моја блиска пријателка ми испрати една реклама, односно промотивна порака од УНИЦЕФ, каде што се советува до децата, се става акцентот да внимаваат кои типови на содржини ги добиваат преку алатките на вештачката интелигенција и да не ги користат во училиштето, во односите со луѓето, во домот и така натаму, бидејќи се прават грешки, тие мора да се проверат. Така што мислам дека тоа е едно многу интересно, меѓутоа многу динамично и време кое што ќе бара навистина дополнителна контрола и од регулаторите, меѓутоа ќе бара контрола пред се и од самите родители. Како го менуваат социјалните медиуми, па и вештачката интелигенција овој однос? Навистина многу, особено што се очекува и се бара од сите родители и сите возрастни луѓе да бидат многу информирани за трендовите и она што се случува
на дигиталните платформи. Тоа е првата работа. Бидејќи вие не можете да бидете ниту актуелни за вашето дете, нити можете вие да знаете што е реално опасност или не, а што е позитивно, а што негативно, ако не се едуцирате пред да го започнете разговорот или пред да едноставно продолжите да функционирате со денешните генерации на млади, особено деца. Бидејќи поентата е главна, мислам дека тоа е веќе неоспорен факт, е дека денеска секое дете многу полесно учи како да скроле или стекнува навика да го држи телефонот, отколку да прозборува. И тие факти водат кон тоа дека дигиталната писменост не е предмет за на училиште само, туку тоа е предмет кој што пред се возрастните луѓе мора да го совладаат и да бидат постојано во тренд, ако сакаат навистина да и под еден се заштитат младите во онлайн просторот и децата, но и по два да се задржи актуелноста и авторитетот на родителите во односите со децата се повеќе, односно не го бараат одговорот на дилемите и прашањата во технологијата, туку пред се кај родителите кои пак одлично ја познаваат технологијата. Училиштето Бојан неколку пати официјално можеби ја прочитавте информацијата, баш со Иван не споделивме, Хрватска официјално вчера беше споделено дека ќе забрани на учениците користење на мобилни телефони за време на и училишниот одмор. Според најавите на советничката на министерот за образование, измените на правилникот ќе ја прошират постојаната забрана, па телефоните нема да се користат во основните училишта не само за време на наставата, туку и за време на одморите. Дополнително, голем дел од европските земји ќе го поддржат примерот на Австралија, која што планира официјално да биде една од првите всушност земји во светот да ја прошират најавената забрана не само за социјални медиуми за деца и млади по 16 години, туку и воопшто да може да отвораат сметки конкретно за користење и на YouTube платформата. Данската премиерка е официјално пред само некој ден изјави дека земјата ќе ги забрани исто така социјалните медиуми за децата по 15 години. Сето тоа направено е за да има тој триаголник родител, даскал, дете да функционира многу по-безбедно и правилно. Дали би те прашал или тебе и до Радмила, можеби општеството наше е подготвено за одговорно користење на дигиталниот простор, особено или кога станува збор за младата генерација. Дали можеби и кај нас вака прагматичен ако бидеш, ти делува следниот период дека можеби да се случат вакви можеби промени и ние да се потпреме на вакви добри примери од И дали е ова решението? Да. Ајде вака, прво има различни мислења во рамки на Европската унија и таа дебата е многу актуелна сега. Дел од земјите сметаат дека треба целосно да се забрани под 15 години, односно 16, а дел сметаат дека треба поголема родителска контрола. Но фактот е дека треба да се превземат активности кои што ќе доведат до заштита на децата. Под број 2, забраната на мобилните телефони во училиштата, секако дека секој уред кој што го одвлекува вниманието и оневозможува на учениците да учат е погрешен, но јас само ќе ве потсетам, мора да бидеме реални, бидејќи во очите на младите делуваме малце чудно кога не ги кажуваме исправно работите. Значи, ние реално имавме хартија и пенкало, ние игравме X0 кога не сакавме да слушаме, или се гаѓавме со авиончиња направени на часот, или се пополнуваа споменари. Значи, едноставно за одвлекува или се држеа стрипови во рамки на книгите па се читаа. Значи, па излегоа потоа оние тетриси и така натаму па се кријат. Поентата ми е дека ако вие не создадете образование кое што е базирано на интересите на децата, нема никогаш да го привлечете детето, дури да му речете слушај ме, тој ќе заспие. Втората работа е дека ако сакаме ние да изградиме образование по мерка на децата, по мерка на едукаторите, како сакате, значи тоа образование мора да биде прилагодено на денешните потреби. Денеска децата не пишуваат на хартија. Јас се извинувам, еве ја знам дебатата моториката, рацете во ред. Меѓутоа, кој ќе отиде тоа дете дома, кој ќе појде за 20 години да работи, за 10 години училиште, хартијата како средство за пишување речиси ќе нема. И сега замислите вие дека имате 7 години, да, знаете да си играте надвор, знаете да одите на спорт, на музика, на сите тие активности, меѓутоа генерално не сте виделе хартија, не на начин на кој што ние сме видели. И ве носат во училиште и викаат сега земи ја кредата, притоа не знаете што е тоа, земи ја таблата со креда и земи ја хартијата и пишувај. А ќе ти ги одземеме мобилните телефони. Кој ќе биде ставот на тоа дете? Што е мојата поента? Мојата поента не да нема забрани и да нема регулација.
туку поентата дека треба да се работи веќе како тие мобилни телефони, како тие технолошки уреди да се внесат практично во образованието, да донесат да направат ефект. Во спротивно со забрана може се. Еве ја забраната за TikTok во Албанија која што го ведува, па еве прочитајте по портали, прочитајте по медиуми, прашајте искуства, да видите дали тоа може да успее. И за крај, секоја забрана кога се прави за деца, само прави контраефект и само прави нештото да биде уште повредно. Наједноставно кажано, ако на детето му забраните нешто, секогаш ќе бара и ќе најде начин како да го направи нештото или нешто слично подостапно, а тогаш верувајте дека последиците може да бидат поголеми, но верувам дека гостинката во студиото ќе каже многу подобро за тоа. Така е, да, Бојан, токму тоа сакавме да се надоврземе сега со Радмила, но ќе те задржиме уште малку онлайн ако не е проблем и ако имаш време за уште едно до две прашања да го заокружиме тој дел со тебе, но ајде да ќе во продолжение едно на дополнување од психолог во однос на ова кој што го спомена Бојан, како и на кој начин се изразува можеби тој револт доколку ете така се забрани, сметаме дека детето треба да функционира така како што и ние во наше време сме функционирале, дали лист хартија, дали табла и креда и така натака, да се одземат уредите. Јас мислам дека тоа што го кажа Бојан е сосема адекватно и тоа е нешто кое што јас само би го надополнила, дека не функционираат веќе забраните, дека треба многу да се разговара со децата околу мислам чисто концептите. Многу ми се допадна како он го донесе тоа дека ние како родители треба да бидеме во склад со моменталните трендови, ако сакаме да го задржиме авторитетот, дека авторитетот не се гради со поставување на многу силни граници. И она што мене ми е многу, но од друга страна, јас размислувам дали сите родители имаме таа привилегија да сме толку описменети, да ги имаме сите информации во денешно време кога работиме до 6 саат навечер, дали можеме, дали имаме енергија и сила сето тоа да го направиме. И затоа мислам дека училиштата играат клучна улога и она што го кажа и Бојан е исклучително значајно. Не е поентата да ги регресираме децата на хартија и молив затоа што премногу отишле напред, туку да го искористиме тоа и за да изградиме некои нивни ставови во однос на таа дигитална технологија. Јас не гледам ниту еден предмет и стручно лице кој што се бави со тоа прашање, вклучително и остручениот кадар во училиштата кој што има малку допир со таа технологија, едноставно ги прави работите по многу застарени програми. Она што и Бојан го кажа, што би правеле, би умреле од досада децава и сега тука и наставниците велат дека они треба да се реформираат и затоа што се уште децата учат од статични учебници кои што само имаат надробено содржина без можност за интеракција. Така децата не функционираат. Како да се вклучи, супер го донесе тоа Бојан, artificial intelligence во нивната настава. Како може да се вклучи, како они можат да учат повеќе, да проверуваат дали одредени информации се соодветни или не. Значи, и сето тоа како да се вметне во нивното најчесто однесување, тоа е користењето на мобилните телефони или што е да. И јас исто, мислам, комплетно се согласувам со него во однос на многу работи, како да, не знам, сме се договарале да задржиме заеднички став во однос на ова, ама мислам дека со забрани, тоа е исто како јас сега да влегувам во собата на мојата керка и велам дека нема да ја затвора вратата, заради тоа што мене ми е побитно како родител она да е посигурна. Зошто? Затоа што имаме проекции на секакви наши стравови дека не знам што би се случило и затоа што немаме доволно информации. Но пак ќе кажам, мора да се вклучи повеќе и регулативните тела преку установите кои што имаат директно влијание и се грижат за нашите деца, заедно да помогнат, да не подржат. Дури општините. Никоја општина не нуди никаков курс за дигитална писменост на родителите. Никоја општина не нуди никаква поддршка во однос на тие прашања. Тоа што и Бојан го кажа, колку ние сме па дигитално писмени. Да, пред се родителот да биде дигитално описмената, потоа и детето, нели, за да може тоа знаење да го пренесе. И колку пати сме слушнале дека родители, он повеќе знае, нема врска и децата наидуваат на информации кои што не можат да ги поврзат со нивното искуство. Тука треба да им помогнеме за може да ги асимилираат, интегрираат тие информации. Информациите одат многу брзо. Многу од тие информации не ни стигнуваат до нив, они не ги ни разбираат, само ги следат.
Нашата улога е да го регулираме повеќе физичкиот, психичкиот развој на децата, кој што секако мора да го регулираме, и тие години од 10 па нагоре стануваат исклучително критични. Посебно додека не влезе тамо веќе во средно рани 15-16 години, тој период од 9 до 16 години исклучително е многу деликатен. Да, и кога практично и почнува пубертетот тамо на Почнува 12. пубертетот, револтот е супер да постои, но и со револтот треба да знае како да работиме. Не е револтот против нас лично, родителите, туку револтот е генерално многу природна тенденција они да се одвојат од нас. Ова што го говориш, Радмила, мислам, мене ми е внатрешно прашање од аспект на комуникацијата, на таа медиумска култура, дали денешните деца навистина се поврзани или пак само континуирано изложени на таа нели информација и бучава која што се случува низ тој интернет просторот. Бојан, и до тебе едно прашање, каде е границата денес помеѓу слободата и изразувањето и само заштитата во дигиталниот простор и како можеби да се воспостави одговорно однесување кога стана збор за социјалните мрежи? Не постои друг одржлив систем, освен со едукација, превенција и посветување на внимание на оваа тема. Денеска децата и младите имаат можеби многу предизвици кои што се соочуваат многу повеќе што сме се соочувале ние, меѓутоа имаат една голема предност. А тоа е дека тие од самата возраст, рана возраст, се податливи да ги научат новите патишта, новите начини, новите системи и контроли на заштита. Меѓутоа, за жал, спомена и Радмила, споменавте вие, многу ретко има кој да ги научи. Не во Македонија, во светот. Од неколку причини. Првата причина е игнорирање на денешното време. Значи, ние, 2006, 2007, 2008, понатаму масовизација, периодот на социјалните медиуми, ја држевме главата во песок. И викавме, не, сега ќе го игнорираме ова и ќе пројде. Зошто ќе го игнорираме? Да не ја земе работата, да не направи помалку битни, тоа е за деца, не е за возрастни професионалци. Дојде времето, бројките се немилосрдни. Десетици, над 70-80% од луѓето се на социјалните мрежи, на една, друга или трета. Сега не се ова нешто многу помоќно. Вештачка интелигенција. Да направите анкета, реална анкета, јас ви кажувам дека над 30-40% можеби повеќе ќе ви признаат дека дневно користат, дали е тоа ChatGPT, дали се други алатки, меѓутоа сите ќе се криеме и ќе викаме не, јас не користам, јас од малиот мозок продуцирам се сам, а не ми помагаат овие алатки, повторно ќе негираме, се ние губиме време. Децата се раѓаат, децата доаѓаат на свет, децата еднаш имаат 1 година, 2, 3, 4, 5, 10 и така натаму, и ние пропуштаме шанса. Ние уште викаме, знаеш како многу кисне во школа, кој на детето сега за дигитализација ќе му збори, гледај се, тука немаме ние грејењето да го платиме, дрвата, или превозот, не знам, се случило вака или така. Ама ако тоа не освестува, дека единствениот начин да ги им помогнеме на децата, за да имаат добро образование и добра навика да се фокусираме на нив и да направиме систем кој што ќе работи за нив, а некој што ќе работи за корупција, некој што ќе работи за политизација, некој што ќе работи за его трип на политичките проблеми во државата само за да се биде на власт, не можеме да говориме за никаква промена. И ќе имаме неповратно, не цели, меѓутоа дел од генерации деца неповратно изгубени заради тоа што, како што спомена и Радмила, не се доволно едуцирани, бидејќи ние се занимаваме со други екстенционални проблеми што ни јаде корупцијата. Така што, кратко кажано, само едуцирање, само градење на програми, супер беше примерот со општините, кој што беше посочен дека навистина не сме слушнале ретко каде да се воведува социјални медиуми или дигитална писменост преку вештачка интелигенција. Убаво е тоа што Министерството за образование заедно со други компании се обидува да ја внесе вештачката интелигенција во образованието, тоа е за поздравување. Убаво е тоа што Министерството за дигитална трансформација се труди навистина да го подготви општеството, меѓутоа отпорот е голем. Отпорот е голем, не сваќајќи дека тој отпор се удира од главата на децата. Тој отпор се удира од главата на младите. Ако вие си викате имам 40-50 години, јас нема да да се менувам, нема да пуштам нови технологии и нешто ми го земе местото, земете предвид дека детето што го има дома, не може да се образува, не може да стигне добра плата и не може да напредува токму заради вашиот став. Че едноставно неопходно е прилагодување на целото општество на промените што во светот веќе се случуваат, па и кај нас,
и во исто време потребни се програми кои што наставниците, професорите, сите вклучени во образованието ќе ги знаат во малиот прст и ќе ги предаваат. Нема друг избор. Нема да престане времето да се движи напред. Нема да исчезне Perplexity или ChatGPT. Ќе оти за една година, две со нешто многу понапредно. Нема да ги снема TikTok, Snapchat, Instagram. Ќе се доразвиваат уште повеќе и уште повеќе. Нема да се остане на земјава, ќе се оди на друга планета. Тие се тестирања што се прават. И сега ние ако мислиме, чекај јас да си го доживеам моето, уште 10, 20, 30, колку и да е 100 години, не е важно, па после нека му е мислат, ние го кочиме развојот пред се, го кочиме развојот на младите луѓе и ги држиме заглавени од нивната иднина. Да, Бојан ја погоди суштината и ја опиша реалноста која што технологијата пак ако не знае да се користи, може да не одведе во сосема друга реалност, која може и да не ни се допадне, особено која ќе се рефлектира лошо на идните или на младите генерации, ако не сме доволно едуцирани за нели имаме и доволна или соодветна дигитална писменост. Во контекст на ова кое што го кажа, делумно ги слушнавме одговорите, но ако го заокружиме сето ова, кога зборуваме за законски регулативи, кога зборуваме за вештачка интелигенција, ми се чини дека Министерството за образование и наука најави и предмети по вештачка интелигенција во образованието, тогаш колкав ни е капацитетот и покрај тоа што експерти како тебе, кои ги имаме и во нашата земја, ги препорачуваат сите тие работи за подготвеност и за тоа како е во светот и како би требало да функционираме, имаме ли воопшто капацитет, бидејќи ги спомени останатите проблеми или нивото со кое што се соочуваме во нашата земја? Ако имаме примери, знаеме како и сме свесни дека постои некој предизвик кој што треба да го превземеме во свој раце, тогаш имаме ли капацитет тоа да го направиме како држава, како систем? Многу кратко, имаме се што треба, немаме волја. Стравот, кој што е реален од секоја промена, така и тука, кај секој човек, тој е нормален, премногу не освојува и премногу ги диктира политиките во државата. Европската унија извесно време го донесе актот за вештачка интелигенција. Постојано се прилагодува на секоја тема. Мислите дека во Европската унија граѓаните не се плашат од промените? Нормално, сите стравуваат што ќе донесат тие. Ама не сме да се дозволи во државите тие да бидат кошница. Така што кај нас политичките елити многу често не се охрабруваат да преземат чекори напред, плашејќи се дека ќе изгубат избори, дека ќе изгубат некој кластер, дека ќе се соочат со револти така натаму. Најкратко кажано, може да се направи работата многу брзо, ние сме мала земја, реструктурирањето може да биде многу брзо и ефикасно, ние и треба да бидеме, според мене, чудото на вештачката интелигенција. Го пропуштивме возот да бидеме дигиталното чудо, нели како Естонија. Мајде сега се дава нова шанса да станеме дигиталното чудо, ќе добијат сите. Тоа не значи дека некој ќе се оттргне од хартијата ако сака или од книгата или од секако ќе си остане. Тоа да го прави или од шалтерот ако е нели некоја желба да се оди, нека остане. Меѓутоа да не се кочи развојот кој ќе ги донесе многу пари, многу можности, ќе донесе придобивки за секој човек. Денеска ние го земаме телефонот, пазете, над 70-80% е бројот на паметни телефони. Во Македонија користењето Државен завод за статистика. Го земеме телефонот и користиме говорна порака, јави се на тој, нарече тоа, најди ми го овој контакт, а сакаме да одбиеме промени кои што ќе значат прилагодување на општеството навистина за многу краток период и во интерес на секој човек. Да, некој пат сме ригидни. Уште само би те прашал, еве, за крај, иако велиш ти едукација и само едукација, кои според тебе можеби комуникацијски модели би помогнале да создадат култура можеби на таа дигитална емпатија и меѓусебно почитување на онлайн просторот, особено кај младите? Само со истакнување на кои се позитивните примери, значи со многу повеќе покажување и едуцирање на тоа како правилно се користи или како тие врсници или блиски до децата, инфлуенсери или слично, тие работи како им придонесува и на нив, но и на другите да биде подобро. И под број 2, го кажав едукација како најдолгорочно решение, санкција мора да има, меѓутоа санкција навистина кога изборот не останат на ништо друго, односно кога веќе сите превенции не дале ефект. Така што 90% зборување и покажување на конкретни примери како дигитализацијата ќе направи, односно како социјалните медиуми ќе направат позитивно за детето и 10% санкционирање онаму каде што веќе не е оставено простор за ништо друго. Тоа е, мислам дека идеалниот начин за да се направи оној баланс и да се испрати јасната порака дека секој кој што ќе го користи правилно ќе има придобивки, потенцирам пред се за себе.
Ние имаме, само што ќе кажам, ние имаме во македонското општество потреба постојано за колективи да збориме. Грижи се за училиштето, значи секако дека треба да се грижи за училиштето, треба да се грижи за општеството, за возрастните, меѓутоа мора да го смениме наративот, грижејќи се за себе. Како ќе функционираш, како ќе постоиш, како ќе се едуцираш и како ќе функционираш во интернет просторот, се грижиш и за училиштето. Значи мора да ја смениме таа матрица за да има успех. И кога викате грижи за училиштето, никој не се грижи, секој се грижи, односно на крај никој не го сваќа како своја одговорност. Благодариме многу за времето и за ова утринско вклучување во утринска на Телма. Моментално кажавме дека си во Брисел, но ете благодарност уште еднаш што секогаш си достапен за ете вакви разговори, до гледање и до слушање со тебе повторно. Голем поздрав. Благодарност до вас, до гледање. Убав ден ти посакуваме и успех се разбира во понатамошната работа, а кога зборуваме за ете таквите несоодветни употребување на социјални мрежи или достапност до содржини предизвикува да се појави еден нов тренд на агресивно однесување кај младите. Телма, меѓу другото, вчера известуваше за инцидент, ќерка која што била физички нападната од две малолетнички кои што ги познавала, додека сето тоа било снимено од друго малолетно лице. И ова го споменувам како пример зошто не е единствен за жал, но нешто на кое што веројатно младите повторно не се доволно насочени во вистинската насока или сметаат дека тоа така треба да биде. И каде повторно се врти кругот ако зборуваме за агресивност, анксиозност, депресија, нешто кое повторно потекнува од ваквата несоодветна употреба. Мислам дека во суштина есенцијално многу семејства се многу несреќни. И многу семејства се дисфункционални, дисрегулирани и тоа се одразува на начинот на кој што децата ги артикулираат, нели, тие потиснати емоции, не знаат како да се поврзат, не знаат како да одржат релација и врска, затоа што немаат модел. Еве и Бојан кажа грижа за себе. Кога ние како народ сме седнали, сме разговарале, започнувајќи од себе. Грижата за себе. Да. Мислам, еве овие реформи сега имале предмети за ти спомна за вештачка интелигенција. Прашале ли они на терен како се чувствуваат луѓето со тие предмети за вештачка интелигенција? Образованието е толку оптеретено со милион реформи да веќе на луѓето им се извинение повраќа од тие реформи, затоа што тие реформи не се базираат на нивните гласови, не ги земаат во обзир нивните гласови. Исто како и ние, како родители, немаме време и енергија да ги земаме во обзир гласовите на нашите деца, и премногу сме окупирани со нашата несреќа, со нашето незадоволство, со корупцијата, со тоа што никој случај не излегува на крај. Значи, поесенцијални се проблемите, нели, а дигиталниот простор само ги носи повеќе на виделина, затоа што тука нема таков тип на контрола, тука си слободен, можеш да кажеш што сакаш, нема навидум, нема реперкусии, и да пријават они колку пати и да пријават некаков чин на нели говорна омраза. Или апропо што го спомена Ивана со снимање од некој друг соученик како некој има физичка пресметка. Како тоа сега, како тоа ќе се регулира, ќе заглави мислам никој нема да зборува со тие деца, никој нема да разговара со тие деца, или едниот ќе се земе за агресор и ќе се фокусираат директно на него. И всушност постојано ќе живеат во таа негативна матрица, всушност додека излезе некој позитивен епилог можеби од ова. Така, и ги оставаме работите да течат, они се случуваат, ние некако што рече и Бојан, не превзимаме одговорност, ама ние не знаеме прво како да се грижиме за себе си, како да се грижиш за себе. Кога грижењето за себе е привилегија. Број еден правило. Да, ама сите притискаме, еве сега тие програми за грижа за себе е привилегија. Ние немаме, секој од нас нема таа привилегија да се грижи за себе. И кога ние немаме привилегија да се грижи за себе во ова општество, каде што ние сме граѓани, треба некој друг да се грижи за себе. Како кој другиот не се грижи за себе? Бо кажа Бојан, секој пат се фокусираме на колективот, а најмалку за прво од себе да почнеме ние. Да, затоа што не можеме многу да се фокусираме на себе. Мислам, за да се фокусираш само за себе треба многу енергија, треба многу поддршка.
Треба некој да ти дозволи да се фокусираш на себе. Ние сме колектив затоа што не врзуваат екзистенцијални матрици, големо незадоволство. Значи, и ние тука сме привилегирани што седиме и да разговараме за ова. Ова е моја привилегирана позиција. Јас да размислувам, нели, како јас да му помогнам на моето дете. Жално е како што се случува со нашава земја. Жално е, навистина. И затоа, можеби подобро е, ја повеќе фокусот сакам да го скренам кон она што секој родител може да го направи. Кој што може, ако веќе му го дал телефонот во рака, нели, треба да знаат дека они имат одговорност кога го даваат телефонот во рака. Тоа не значи дека ја сега треба да се одземам од мојата улога. Туку баш напротив, што ќе донесам со тоа, нели, со таа дозвола, како ќе разговарам со моето дете, нели, во однос на тоа. Често пати давањето телефон во рака е начин да јас сум навидум, привидно сигурна дека моево дете ќе биде тука, ќе се мота околу мене, нема да прави неубави работи надвор, затоа што ситуацијата не е таква каква што нема. Тоа е привид, тоа е илузија, која што после се наплаќа, знаеме како се наплаќа. Децава се повеќе и повеќе доаѓаат со некаква нивна лейбализација, категоризација што им се случува. Мислам, детето за да отиде, нели, да разговара со вештачка интелигенција или што е дај, што му се случува, значи дека нема простор и не знае како да ги искомуницира родителите. Наоѓа на зид, наоѓа на отпор. И не само родителите, и наставниците, колку наставниците се отворени. Да. Значи, не мора родител да е, може да е еден човек кој што му обрнува внимание, да разговара. Ние не разговараме со нашите деца, ние викаме, се дереме, ставаме забрани и стварно полудуваме. Значи, воедно не размислуваме како можеме да разговараме. Значи, прво е разговорот, прво е прифаќањето. Океј, што и да донесеш, океј се, дај да видиме, научи ми и мене. Што е тоа тамо толку интересно, покажи ми да видам, да направам, нели? Па тука разговор да се... Ама нема време. Немаме време ние за разговор со деца. Кога ќе помине работниот ден на родителот и кога можеби во тој ден се соочил со голем број нервози или радни ситуации, кога ќе дојде дома веќе... Секој го изгазил во текот на тие 8 сата, се враќа назад и се залепува и он пред телевизорот. Затоа некој пат се случува дискрепанција. Сакаме да ги поучиме на добри навики, а при тоа за 2 часа ние го правиме, нели, истиот момент. Дали, Радмила, современите деца губат дел, можеби, од она што имаш ти кај клиенти, родител, дете, губат од способноста за креативна досада, оној психолошки простор во кој што се раѓа таа имагинација? Види, тоа гледаме дали од сам старт е дозволено. Тоа е дали се обезбедува тој простор. Не може сега да зборуваме за 16-17 годишни деца, дали го користат тој простор, кога они 16 години немале можност да го искористат тој простор. Ние не им ги туткаме телефоните, тоест ги туткаме, што ми е на мене. Нели уште во крибот, знаеш, онака кога се мали, се уште во креветчето. Занимација. Занимација, да. Музика или? Така е, но генерално, што значи тој креативен простор? Тој креативен простор понекогаш е да се издржи, нели? Да се издржи кога детето, кое ќе се повлече од одредена, нели, користење на дигитална технологија, да се издржи тој отпор, таа вознемиреност, тој тантрум што се јавува после и да се биде доволно регулиран како возрасен, да може да обстоиме на тоа место, ќе помине и тоа, па после ќе се сврти кон некои други активности и работи. Значи, нашата улога е многу клучна во ограничување, ама не само забрана, туку и разговор кога тоа возраста дозволува, за да може. Во исто време не треба да демонизираме ние технологијата, туку треба да, барем во одреден период, да бидеме тие кои што влијаат директно врз содржината која што ми обезбедува на децата. Со време кое што е ограничено. Значи, како еден мал дигитален асистент. Така е, и ништо повеќе од тоа. Тоа го викаат медиатор. Значи, да бидеме на некој начин повеќе медиатор, да гледаме со нив одредени содржини, да разговараме, дискутираме, да си поигруваме и со нив на одредени видеоигрици, а во исто време и да имаме ограничување. Многу од родителите не ги користат ограничувањата кои што самите девајси ги обезбедуваат. Не знаат како, еве ние зборуваме за таа дигитална неписменост, не знаат како да спроведат одредена, нели, забрана или регулација на времето, ограничување.
И сега, ако ти го поставиш тоа многу порано и го комуницираш некако и детето се навикнува на таа регулација, што е најбитно младите да стекнат? Вештини за саморегулација во онлайн светот, капацитет за препознавање на содржини, на harmful контентите, кој може да го, нели, како и начини како да се изложат со најмал ризик. Значи, треба да ги знаат ризиците кои што се таму присутни, како да се изложат со најмал ризик. Многу од моите адолесценти клиенти знам дека единствен начин на спојување и мрежување наоѓаат во тие онлайн сапорт кругови. Значи, они си како подршка, да? Како подршка, така да не можам јас да кажам дека тоа е лошо нешто, нели, тоа е тенденцијата да се најдам со некој со кој што се чувствувам дека припаѓам. Припадноста е многу битна. Ако ја не припаѓам дома, нормално е дека ќе барам на некое друго место да припаѓам или да ги решавам моите проблеми, затоа што дома не наоѓам на јазик или време кое што моите родители можат да ми го дадат. Не сите можат да го дадат тоа време. Колку од твоите работни часови со клиентите и најмладите на крај велат благодарам, стана мој нов другар во животот. Освен некој виртуелен таму. Па мислам дека тоа е целта на терапијата. Еден начин да ги, нели, ние секогаш викаме така да бидеме поинакви возрастни во животот на нашите клиенти, нели, да им обезбедиме простор малку да ги разгледуваат тие работи со целата приватност и доверливост која што ја носат. И понекогаш психотерапевтот е и некој со кој што детето прв пат гради некоја Најдоброто прибежиште на некој врска и релација, така да мислам дека ништо нема да изгубат и родителите ако им дозволат на децата, а не можат сами да разговараат со психотерапевт, да си изградат некаква релација, да бидат дел од групи за поддршка на млади, или пак групи кои што ги истражуваат нивните интереси, за да може да се запознаат малку повеќе себе си. Но пак ќе кажам, пак е тоа привилегија и да отидеш на психотерапевт е привилегија. Значи имаме многу есенцијални проблеми. Да, кои што треба да се решаваат. И го кажавме тоа, ако ние ја немаме таа привилегија за грижата кон себе, како на тоа ќе ги научиме нашите деца, а тоа пак од друга страна е неопходно за да можат да го живеат животот како што треба, нели? И пред се да се избираат себе си, а потоа и останатото кое што ги окружува. А ние сме типична култура, не ме гледај што правам, гледаме што зборувам, повеќе зборуваме отколку што правиме, и во таа насока тоа треба да го промениме, да бидеме модели некакви. Сега му зборувам на детето да не фаќа телефон, а јас сум цел ден на телефон и едноставно се одвојувам од мојата улога и од мојата одговорност. Што моделирам тука? Да, а како психотерапијата или разговорот со психолог да не биде привилегија, ако зборуваме нешто што треба да го возможи општеството, така? Тоа цело време го зборуваме, нели, како што има матичен, нели, лекар, доктор, така треба да има и матичен психолог, психотерапевт. И неизбежно е веќе. Многу пати го зборував, еве и апропо општиниве, многу пати го зборував тоа, дека треба психотерапевтите кои што работат во рамки на одредена општина да се организираат, да бидат поддржани, да понудат одредени услуги за сите семејства кои што, нели, не се привилегирани. Но нашата држава сака психолозите да работат без пари. И едноставно, иако таква е нашата професија, нели, нам ни е жал, но ние треба, нели, тие услуги да ги наплатиме. Некаде треба да дојдат, некој треба да го поддржи тоа. На крај нека биде државна стратегија која што вие ќе имате бенефита. А инаку споменуваме, од друга страна, не може еден училишен психолог за цела генерација, една група, односно за различни неколку генерации кои што се во еден, да речеме, сообраќај тамо во едно училиште со сите потреби. Затоа што тоа би било површно, а психологијата е се само не површно кога зборуваме. Така, нека 300 минути разговор, нели? И едноставно си бара внимание, децата бараат внимание, вие замислите 300 деца во едно училиште, тројца од стручна служба, кои што не се само ангажирани, нели, повеќе се ангажираат околу проблемите што се појавуваат, ама ова е нешто што е дел од нивното секојдневие, значи не можат на се да обрнат внимание, затоа е потребна поголема ангажираност и вклученост. Затоа те прашат, што некој пат овие млади, па и самите возрастни бараме некаква категорија и група каде што споделуваме слични интереси и проблеми. Да. И верам дека во тебе и во многу твои колеги наоѓаат некако прибежиште на дневна основа да може да знаат дека некој им чува грб.
а сепак да не е само родителот кој што некој пат нели не може со цел максимум капацитет да го Младите издржи многу темпото. повеќе, младите деца, да они многу повеќе знаат кога се во контакт со сопствените потреби отколку нас. Повозрастните и често пати имаат поголема потреба да посетуваат психотерапевт ради некои прашања, чисто разговор, да разменат некои информации, многу повеќе отколку нивните родители. Кај нивните родители се уште постои ставот дека што ти фали, тебе ништо не ти фали, се е во ред со нас, значи тоа е пак дел од нашата култура во која што ние не треба да покажуваме. И во таа насока сакам да кажам дека има многу поголема верба во младите, отколку што има верба во нас како возрастни. Затоа што нашето, Бојан каже исто, закопани во земја, ни се свигаше таа метафора, долго време сме во земја закопани и треба да им дадеме простор они малку да се откопаат себе си, наместо дополнително да ги закопуваме и нив со нас. Да, да. И добро или позитивно е кога читаме и слушаме како генерацијата Z ги менува работите и какви се нивните гледишта кон одредени работи или за одредени теми кои пак минатите генерации и не ги гледале или размислувале баш така, па надежта е во тие млади идни генерации покрај програмите кои што повозрастните ги носат или со кои што живеат и тешко излегуваат од нив. Да, баш така програмите. Да, програмите. Навистина голема тема и веројатно уште прашања имаме сега да се пролетуваат. Уште многу прашања, но толку е времето. И верувам дека барем за она кое што го имавме како основа за денешниот разговор и за кое што сакавме да допреме до нашите гледачи, особено до родителите кои што имаат можности, привилегија и време да не следат во овие минути, доколку не на нашата YouTube страна секогаш достапно да се погледнат разговорите, ете се размислува малку и на еден таков начин да се следи детето, но не да се контролира и да се следи во однос на нели забраните и таквите можеби потези кои што ги правиме, туку разбирањето, разговорот и не знам магично наоѓање време за тоа кое што е приоритет, а никогаш го забораваме. Јас вистина ви го посакал само на крајот, како и ние можеби сме наша генерација, ти твоја, и оваа нова и следните да најдат автентична комуникација, да разговараат лице в лице. Така е. Да не биде нешто таму имагинарно и дигитално, туку автентична комуникација да се најде, содржинска, баш така некако квинтесенција на мудрост да се најде можеби во комуникацијата. Да, јас се надевам дека ние денес не бевме критични, туку бевме повеќе поддржувачки и дека всушност би сакала да ги поканам и вашите читатели, мислам гледачи, да бидат фокусирани на тоа ако сега би прифатиле се онака како што се случува, што е тоа што би можеле од сега па понатаму да направиме, земајќи ги сите овие информации во предвид. Значи не е да се враќаме назад, да се камшикуваме, да се обвинуваме, туку што е она што сега би сакале да промениме малку минимално за да го подобриме односот со нашите деца. Како не? Да. Дури некој критички да не сватил, некогаш критиката знае да мотивира, да освести, па зошто да не, нели треба да бидеме и ново создавање на нешто. прилагодливи на тоа. А радимо благодариме за гостувањето, за времето и за секогаш навистина стручниот разговор кој што го имаме и кој што нели придонесува за темите кои ги ставаме во фокус, а се општествено важни, а особено ако зборуваме за младите генерации или нашата иднина.